Филипче како слеп за стап и покрај тоа што 2/3 од македонскиот народ е против, тој упорно секојдневно врши притисок и бара бугарите да влезат во устав. Стана погласен и дури од Софија. Многумина не можат да го разберат мотивот зошто упорно оди против волјата на народот и ја води својата партија кон провалија. Според познавачите и повеќе од јасно е дека актуелниот шеф на Бихачка одработува за своите претходници, а учи и оди по стапките на својот близок пријател Зоран Заев, во чие владење беше променето името на државата, а беше потпишан и договор за добрососедство со Бугарија. Она што е во континуитет политика на Социјалдемократскиот сојуз е дека она што ни е испорачано како барање од странство, во основа тие се спремни секогаш да го исполнат, најчесто оправдувајќи го тоа дека во историски моменти се носат историски одлуки. Сите нивни одлуки се историски, видовме кај не однесува нивните историски одлуки до обезличување на нацијата и на државата. Вообичаено промените кои ни се случуваат и со името, и со идентитетот и слично, извираат од внатре, иако се испорачани од надвор. Покрај тоа што е цврст дека мора да има уставни измени веднаш, Филипче има и скандалозни изјави дека никаде не видел негирање на македонскиот идентитет од страна на Бугарија. Универзитетскиот професор Звонимир Јанкуловски за Алфа вели, ставовите на Филипче наликуваат како да гледа нешто што никој друг во државата не го гледа. Тоа е проблем на лидер на политичка партија која сепак треба да се грижи за националните интереси на државата. Она што сите македонци го гледаат како проблем, он не го доживува како проблем, меѓутоа тоа е и карактеристика на партија која претходниот лидер тврдеше дека не личи патриотизмот. Може би го чувствува пулсот на граѓаните кој ние не го чувствуваме во моментов околу прашањето на односите со Бугарија и сето она што ни испорачано како услов за придвижување, односно за кревањето на ветото. Инаку огромно мнозинство од македонските граѓани се против спроведување на уставните измени со моменталните уцени. Во една од анкетите спроведена минатата година, дури 82% кажаа дека се против внесување на бугарите во уставот со моменталните уцени од официјална Софија.